навистина ми е драго што денес учествуваме на втората за оваа година во денешната кампања за консолидација, една од најбитните теми во земјоделството, за која што правиме целосни напори да ја подигнеме јавната свест и заинтересираноста на луѓето, како една од особено значените политики во стратегијата за консолидација, но и во програмата за работа на владата. И навистина со нашето присуство и со вашето и на градоначалниците, на сите присутни, ставаме силен акцент за потребата од окрупнувањето и на сите овие напори кои што ги правиме заеднички со ФАО, а во рамки исто така и на проектот поддржан од страна на Европската унија, каде што имаме проект во околу 2,5 милиони евра, кој што го реализираме преку ФАО, а со финансиски поддржан целосно од Европската унија. Започна во 2017 година, ќе трае до август 2020 година. И ова се во тој контекст и во тие рамки и овие активности кои што ги имаме. Доволно зборевме и во претходниот период. Јас се радувам што интересот, особено каде што 2018 година поминовме низ државата, навистина се зголемува и особено значаен за оваа тема, и затоа сметам дека навистина многу аргументи има кои што земјоделците и сите ние најдобро ги знаеме како институции во полза на постапките и она што ни е потребно за консолидацијата, кој возможува групирање на парцелите за нивно окрупнување, постигнување правилни форми, пристап до неопходната земјоделска инфраструктура, до патиштата, до нивите, до системите за наводнување, многу аргументи кои што се особено значени за оваа работа. Затоа активностите за реализација на стратегијата за консолидацијата од тековната фаза се подпомогнати, како што кажав, надвор од сите наши активности како министерство и од страна на проектот за воведување на националната програма за консолидација на земјишта Mainland, за кој што кажав финансиран од ЕУ, поддржан од ФАО и имплементиран заеднички од ФАО и од Министерството. Малите и расцепканите парцели резултираат со ограничен обем на земјоделско производство, зголемени транспортни, производствени трошоци, неможност за примена на современа технологија и за развој на инвестициони планови. Поради неисплатливоста, малите и расцепканите парцели неретко остануваат и необработени. Со консолидацијата на земјиштето ќе се возможи секое земјоделско стопанство да поседува земјиште на поголема површина со правилни форми наспроти малите парцели на различни локации. Тоа донесува или тоа води кон намалување на производствените трошоци, намалување на трошоците за обработка, ќе зголеми продуктивноста и конкурентноста на земјоделското производство и можноста за примени на нови производствени методи и технологии во секој поглед, како и можностите за изградба на нова или подобрување на постојната земјоделска инфраструктура. Оно што сакам да го кажам дека минатата година во рамки на проектот Mainland Министерството заедно со ФАО идентификуваше 12 региони, односно 12 подрачја во државата со највисок потенцијал за интерес за консолидација на земјоделското земјиште. Се сеќавам со Вилма како заеднички одевме по сите овие рурални општини, каде што навистина особено оние најистакнатите земјоделски региони во државата отворивме сите овие можности кои што сега ни стојат на располагање. Сега во тек на тие 12 идентификувани или 12 региони во државата, мислам дека станаше збор околу 5000 хектари со 12.000 парцели, во тек изработка веќе се одберени и во тек изработка на физибилити студии за изводливост на како основа за определување на идните консолидациони проекти. Она што се наводи од првите 5 физибилити студии, тоа се Логоврди, Царев двор, Оптичари, Соколарци, Спанчево. Тие наводи се знаат веќе овој месец, март 2019 година. И наскоро ќе има повик за останатите 5 постапки. И навистина со сите сили сме фокусирани. Ова е долгорочна работа, ова работа со некои од новинарите кои прашуваат колку време се збори. Битно е
навистина да ја започнеме и сериозно да пристапиме кон тоа. Има земји во кои што таа траела и 50 години, но е неопходна, особено ако ја знаеме структурата на земјоделското земјиште во Република Северна Македонија. Оваа година заедно со ФАО започнуваме сега и новата кампања. Ова е втора, имаше во Прилеп беше првата работилница, на 12 март сме во Струмица и нашето лично присуство навистина сакаме да даде придонес во целата оваа подигање на свеста кај луѓето за неопходноста, ако сакаме да збориме за модерно конкурентно земјоделство, дека окрупнувањето, консолидацијата е еден од неопходните постапки. Ова година, значи, треба да направиме избор на 12 нови подрачја во државата, каде што е потребно и е можно да се реализираат постапките за консолидација на земјиштето. И во тој процес, меѓу другото, Министерството е насочено кон подобрување на информирањето на јавноста, на потенцијалните корисници на политиките и останатите учесници во процесите, како и кон идентификација на областите каде во следниот период ќе започнат нови проекти на консолидација. Покрај прекомерната расцепканост на земјоделското земјиште и на малите парцели, општините во Кумановскиот регион представуваат јаки земјоделски заедници со потенцијал за понатамошен развој. Затоа во наредниот период интензивно ќе работиме на зголемување на интересот кај земјоделците да се вклучат од овој регион во процесот на окрупнување и да имаат корист од исходите на овој процес. На денешната работилница овде во Куманово од страна на тука и раководителот на сектора за консолидација во рамки на Министерството Кирил Георгиевски. Тука се сите клучни чинители ќе ве информираат за стратешките цели на политиката на консолидација, а земјоделците целта да дознаат како да аплицираат во новиот циклус на доставување на изјави за интерес за проекти за консолидација на земјиштето со поддршка на Министерството и на проектот. Особено значајно тука ги гледаме представници на подрачни единици на Министерството, на Агенцијата за поддршка на развој, клучните чинители кои што треба да бидат запознаени и на терен да работат со самите земјоделци. Како Министерство и како потенцирав, ние имаме посебен сектор за консолидација во рамки на Министерството. Особено благодарност упатуваме до ФАО за нивната ангажман, вклученост и знаат колку притисок правиме постојано да колку можно да ги забрзаме сите овие активности кои што не се едноставни и не се лесни, но мора да сме трпеливи во тој поглед и благодарност тука од Куманово до Европската унија заради тоа што не поддржува за реализација на овој проект со 2,5 милиони евра, дополнително учество финансиски и ФАО во целиот овој проект и е дел од сите активности на Министерството и на државата во поглед на една од клучните стратешки цели и политики кога зборуваме за едно модерно и конкурентно земјоделство. Благодарам на сите вклучени и на домаќините што ни возможија во Куманово оваа регионална работилница да направиме. Целта е да се подигне свеста и информираноста на крајните партиципенти. Не застануваме тука, ние на секој можен начин, на терен, заеднички институциите, Министерството, АПРЗ, сите би се вклучиле во поглед на идентификација. Имаме можност оваа година уште 12 подрачја во кои што треба да идентификуваме потреба и можност од консолидација на земјоделското земјиште. Благодарам на вниманието.